14 часот студијален со мене Владко Чаловски и секако колешката Јана Јосиповска. Јана, по продолжение што денес го имаме сега? Така, Чаловски, добар ден, почитувани од мене и за почеток на ово отворено студио одиме да ве избрифираме што се ќе содржи, односно најавата на содржините. Започнуваме стандардно, ќе издвоиме главните поенти од вчерашните гостувања во централниот дневник на Еден ТВ. Ќе слушнеме еден извадок од разговорот со Горан Трпиновски, новинарот кој што сега стана нов член на антикорупцијска, и секако ќе погледнеме едно делче од разговорот со Владимир Миловски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН по повод секако престојните председателски избори и калкулациите на партијата. Потоа ќе имаме со телефонско јавување колешката Искра Опическа, која што пак ќе не информира за најновото ручиште за настаните 27 април. Веднаш по неа гостин во студиото ќе биде колегата Славчо Поповски, кој што и не са Бога милост детално ќе ве информира што се какво време всушност може да очекуваме следниве денови и секако следува нагло заладување. 14 часот и 30 минути време е резервирано за вестите на Еден ТВ. Со мене и со колегата Чаловски повторно се гледат од 15 часот и 20 минути, каде тука во отвореното студио 1 ќе ни гостува писателот Стефан Марковски. Секако повод еден голем успех, односно неговата поезија е објавена во повеќе европски држави. Секако ќе продискутираме малку и по повод навиката читателска на македонските граѓани. 15 часот и 40 минути стандарден термин за анализа со колегата Дејан Андонович на светските и регионалните случувања. Веќе од 17 часот ги отвараме телефонските линии за да ги слушнеме вашите мислења и ставови по повод на тема која што и тоа како ја бранува изминативе денови јавноста за годишната програма на Министерството за култура. Може да се каже дека драма настана по овој повод, па ева да ги слушнеме вашите јавувања, а секако ќе погледнеме и прилог на колегата Христијан Баневски, а ќе слушнеме и дел од изјавите на сите засегнати страни. 17 часот и 30 минути стартува забавната програма на Еден ТВ со возење со Вучич. Веднаш потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина, и секако веднаш после нив вашиот и наш умилен Сергеј Варошлија и неговите модни критики и совети Бос. Од 19 часот и 20 минути веќе ќе погледнеме снимена фактички разговор на колегата Саша Ордановски со Билјана Ивановска. Зошто снимен? Бидејќи вредно е да се напомене дека колегата Ордановски од денеска е во Брисел, каде што на покана секако на Министерскиот совет, односно состанок од НАТО, детално во следните отворени студија и во информативните блокови ќе не информира за сите настани и изјави поврзани со Министерскиот состанок. 20 часот централниот дневник на Еден ТВ, каде што колегата Александар Петревски заедно со Боријан Јовановски ќе ве водат низ дневните информации, и гостин ќе биде Ѓорги Филипов, поранешен амбасадор. Меѓутоа, секако и еве еден кандидат кој што се пријавил на апликацијата на СДСМ за престојните председателски избори. 21 часот авторската емисија Лица на Анита Кочишки. Од 22 часот повторно ќе имаме разговор на Саша Ордановски со Никола Дујовски, и секако отворено студио се заокружува со дневникот на Еден ТВ и најновите информации. Така, Горан Трпиновски, новинарот, е член во новиот состав на антикорупцијска комисија, кој што се избра некаде по година дена, значи антикорупцијска во Македонија, и да не функционираше година дена. Меѓутоа, најголемиот предизвик за новиот состав на антикорупцијска се секако председателските избори кои што допрва следат. Меѓутоа, затоа и за мотивацијата на еден новинар да биде член од оваа антикорупцијска, слушаме од Трпеновски, кој што беше гостин во дневникот. Мислам дека е добро да има новинар, не само новинар. Јас се изненадив што на конкурсот не се пријавија многу од другите организации.
Значи цело време колку тие се бореа, зборуваа, исто ние новинарите, и испадна да е само еден новинар. Реално таа комисија треба да биде на граѓанското општество. Таа треба да има превентива и контрола на работата на власт. Основна работа е превентивно да ги контролира институциите на власта, да не забегаат, бидејќи имаме минатото искуство. Како ќе коментирате таа врска помеѓу Талат Џафери и вашиот колега? Знаевте ли вие? Јас не знаев, јас бев членовите на комисијата веќе посочија дека не знаеле за таа румунска врска. Јас не знаев, јас бев кандидат, но го гледав после тоа на Собранискиот канал излагањето и мислам дека беше солиден и ќе покаже работата. Ќе покаже работата дали и во непотизмот на политичките партии и на блиските на функционери. Со работа треба да покажем дали тоа ќе има некое влијание или стварно ќе се работи на работата како што треба. Така, но во случајот, не случајно го пуштивме прилогот со Тетовската клиника на самиот старт, иако како што вели и насловот, ваш прв тест ќе бидат изборите, меѓутоа малку подоцна. Прво да ве прашам за овие обвинувања кои пристигнуваат секојдневно од Министерството за култура, еве сега и од секторот здравство, како да не стигнуваат особено реакциите за непотизмот. Како вие ќе се однесувате кон ова прашање и дали сметате дека сега вие ќе бидете сте подготвени да бидете еден коректор на ваквите општествени случувања? Мислам дека точно би е клучната работа. За жал сега се председателските избори. Ние не сме уште ни конституирани, немаме ни канцелари, но барем јас и како новинар редовно ги следам сите случувања, сите написи, се тоа што се обвинува за непотизам се брза со такви вработувања, бидејќи од распишувањето на изборите не може да има таква работа и прва наша цел ќе биде контрола на тие работи, односно злоупотребата на буџетски средства, ама тука е најтешкото, злоупотребата на администрацијата. Кронизми, на влијанието, вработување на блиски лица, тоа е тешка работа, но мислам дека тоа мора да ставиме некој ред, бидејќи што е предноста наша. Во јуни имаме датум за преговори. И мора власта, ако сака да добие датум, што има 4 услови: борба против корупција, разрешување 27 април, јавна администрација, реформа на судство. И мора да ги решат овие работи. Ти можат се све што сакаат да прават, но мислам дека ние како комисија тука ќе ни првиот интегритет. Да видиме дали можеме да се справиме со таа работа. Ние треба да алармираме, ние треба јавност и тука треба да ни помогнат невладните организации и медиумите. Ние како комисија се што ќе ни дојде како дали по собствена иницијатива, дали преку медиумите кои што многу им помагаат, преку медиумите до пред власт. Значи медиумите нас ќе ни бидат клучни. Ако медиумите се заинтересирани, ако ние знаеме да тоа да го презентираме на медиумите, многу ќе е лесно. Јавноста е најклучна тука. Значи ние може било која одлука да донесеме, ако нема јавност, нема ништо да се постигне. Јавност и на владините организации. И само упорност, и само критикување на власта дека не смеат да прават работи кои што не се законски. Ќе видиме на председателските избори. Кога сме кај председателските избори секако предстојни, како што споменавме, вчерашен гостин во централниот дневник на еден ТВ беше Владимир Миловски од ВМРО ДПМН. Имено зборуваше за визијата на партијата, секако и за кандидатурите за председателските избори. Меѓу другото, истакна дека неговиот став е дека ВМРО на ДПМН конечно треба да излезе, односно да има надпартиски кандидат, како што рече, и јавно призна дека застанал зад кандидатурата на професорката Гордана Селјановска. Во продолжение слушаме и дел од овој разговор. Расположението внатре во ВМРО ДПМН во моментов е демократско, односно сите кандидати во моментов се представуваат пред делегатите и пред членството на ВМРО ДПМН. Она што морам да истакнеме дека како и во минатото
каде што изборот на кандидат за председател се правил преку конвенција, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, каде што прв пат имаме еден ваков вид на конвенција за избор на председател. Значи, ова е веќе практика на ВМРО-ДПМН. Она што мене ме радува е тоа што дел од кандидатите во ист ден се случува да се во иста општина, дури пак се случува на дел од составоците на одредени кандидати да се други присутни кандидати, да се разговараат меѓу нив, значи Што е делат кампањата? па не Треба партијата? не ја делат, секој си има своја посебна кампања, но практично имаме единство во партијата и без разлика тоа што тие се надпреваруваат еден со друг, сепак значи се почитуваат и она од она што јас до сега слушнав дека сите кандидати ќе го почитуваат изборот на делегатите на конвенцијата и ќе застанат позади изборот на кандидатот за председател на ВМРО-ДПМН. Јас можам од моје лично име да кажам како Владимир Неловски, мојот став е дека во моментов дојдено време и е потребно на ВМРО-ДПМН да има надпартиски кандидат, токму затоа и застанав позади професорката Гордана Силјановска-Давкова и заедно со тимот Силјановска во изминатиот период бев во неколку комитети, морам да признам. Во интерес на целокупниот процес не би зборувал повеќе околу кандидатурата на професорката, но сакам само да истакнам дека според мене во овој момент потребно е целокупно обединување на сите македонци без разлика на нивната партиска, етничка или било каква нивна ориентација. Први фактот што можеме да забележиме сите во Република Македонија во сите сфери се случува помор и потребно е обединување и на оние луѓе кои што гласале претходно за ВМРО-ДПМН и се наши поддржувачи, но и оние луѓе кои што во минатото поради дел од причините не гласале за нас или негодувале со некои од нашите политики, да застанеме заедно и да му се спротивставиме на ова зло што му се случува на народот и на пред се Република Македонија. Споменавте дека застанавте за надпартиски кандидат. Дали ова можеме да го протолкуваме како може би своевиден страв да не ви се повтори вас она што му се случуваше на СДСМ за време на опозиција, кога се уште имате председател на државата од вашата партија? Токму така. Не се работи за тоа. Најпред сакам да истакнам дека јас ги почитувам длабоко и сите останати кандидати кои што дел од својот живот го посветиле внатре во партијата и во развивањето на самата партија, но сметам дека во моментов на ВМРО-ДПМН потребно да подаде рака на надпартиски човек кој што ќе ги обедини сите граѓани на Република Македонија, а не само членовите на ВМРО-ДПМН или пак симпатизерите. Значи, пак ќе повторам, во Република Македонија проблем имаат сите граѓани, немаат проблем само ВМРО-вците или пак симпатизерите на ВМРО-ДПМН. Назад во живо од студиото и на телефонска врска имаме Искра од Петческа. Искра, доколку се слушаме, пред малку заврши рочиштето за судењето од 27 април. Што е она најново што можеш да го соопштиш? Да, чаловски слушале, добар ден до гледачите на Еден телевизија. Пред малку заврши, едноста беше прекинато судењето за случај 27 април поради барање на одбраната на еден од обвинетите. Она што се случуваше денеска беа завршените зборови, но продолжуваат завршените зборови за 17 обвинети од 33 кои што првично беа. Денеска одредаваше адвокатот на Горанче Ангеловски Ќелкото, Драган Пешовски. Она што може да се знае, што беше наинтересно да се соопшти на јавноста е тоа што адвокатот Пешовски за цело време негираше дека неговиот клиент Ангеловски е виновен за кривичното дело што му се става на това, да тоа е возмездување на уставниот поредок на Република Македонија. Именно тој најпрви кажа дека не е допустливо јавното друштво за организиран криминал да дотовари неговиот клиент след прво случај до тоа беше обвинет, потоа беше обвинет за наркотик, потоа за убиство и на крај за тероризам и возмездување на уставниот поредок. Од одбраната на Ќелкото, ваквото, како што рече Пешовски, на спецкување на станите или на петте кривични дела за кои што првично беше осомничен и обвинет, е непозволиво, како што кажете. Но се задржа најмногу на две действија за кои што тој е обвинет, именно Ќелкото меѓу другото обвинетува дека е влекол во собранието за да го спречи изборот на председателот на собранието. Меѓутоа, адвокатот Пешовски кажа дека е невозможно
рекува Начевското дека тој го мобилизирал членството на движење, на Народното движење Ќелското одбиле, нешто како што кажа Пешевски има 200 членови, а според одбилението пак имаме го кој што ги даде во завршните зборови од Обвинителското ги организиран криминал од движењето Ќелсето во собранието неглесено Бајка Недикој Ќелсето и Илија Славевски кој сега е случен амнестиран. Од тука Пешевски праша како е мој гражданин да мобилизира членство кога само од ова здружение еднакво собранието биле непознаени 20 членови. Според одбраната на Горан Чангировски и Ќелсето, обвинителството не понудило никакви материјални докази за да може да докаже дека Горан Чангировски бе сакал да го загрози скрадно порбата за безбедноста на Република Македонија. Пред да биде прекинат судењето за следното рочиште закажува за 15 февруари, во завршни зборови имаа и адвокатите на Иван Јук, Мирослав Јакимовски и Сашо Трансовски. Мирослав Јакимовски во своите завршни зборови каже дека е убеден дека неговиот клиент Иван Јук никако не може да биде обвинен за тероризам, бидејќи според Јакимовски Иван Јук докажен патриот и секогаш се борил на страната на Македонија, односно го одбиле до прва како бранител. Она што може да се избере за завршните зборови на адвокатот Јакимовски е тоа што ќе каже дека јавното обвинителство за делен организиран криминал изрази жалење за амнестијата, меѓутоа некој според него тоа е хипокризија, бидејќи како што рече тој, за да може да бидат амнестирани тие што веќе се амнестирани, јавното обвинителство за организиран криминал претходно морало да даде согласност. Од тука Јакимовски заклучи дека неговиот клиент Иван треба да биде ослободен од ваква трбина, меѓутоа сепак кажа дека може да ако треба и да бидат донети обвинетите до 27 април, што се обвинител наступа сега, тогаш тоа би требало да биде за некој друго кривично дело. Исто така што за одбележување интересот за јавност да се каже дека адвокатот Јакимовски го оспори сведочењето на загрозениот сведок што обвинителството за организиран криминал беше означен како F1. Именно тој ги кажа дека овој сведок дал контрадикторен исказ, затоа што според адвокатот Јакимовски тој присуствувал на средбите како што сведочеше за грозениот сведок, меѓутоа кога на суд сведочеше пред судија, тогаш кажа дека сите тие младоци што ги кажа во записи биле преместени од друго лице за втора рака. Или како што може да се каже од денешното судење што интересно за јавноста, имаме изјави, адвокатите дадоа изјави после завршувањето на ова речиште, ќе бидат се разбира соодветно обработени со објавуваме во следните изданија. Шаловско си го плашење поделете. Не, искрена ми останува само да ти се заблагодариме за овој навистина исцрпен извештај. Дефинитивно, дури како и ние да сме биле тама, верувам и гледачите. Секако уште еднаш благодариме за исцрпните информации. Ете слушнавте, почитувани, прекинато денешното рочиште за настаните 27 април, веќе последниот информативен блок, колешката Искра Опечевска, ќе има и прилог секако по сеуфатена која е возможно и од ова. Кратка пауза, само да го внесеме Славчо Поповски во студиото и се враќаме во живо. Владење на правото и функционална правна држава. Реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказнено? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дубњак. Та не дека криеме нешто. Не. Председателот поставува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. Тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во Печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена, што остави бладок печат, а што допрва не очекува.
За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1. Вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Како што рековме, еве назад во живо од студиото и Славчо, за волја на вистината, подолго време не си бил овде во студиото. Луѓето те следат, гледачите те гледаат редовно на програмата на еден ТВ, меѓутоа вака малку еве ние поопширно да образложиме. Каков период не чека, бидејќи напомена дека доаѓаат ладни бранови? Значи, најпрво добар ден и поздрав до гледачите. Наглата промена на времето доаѓа уште од оваа ноќ, што значи под влијание на многу постуден воздух од север, ќе имаме нагло завадување. Температурите ќе опаднат дури за некаде до 10 степени, а локално и за повеќе. Па така, врнежите кои ќе пристигнат од запад ќе бидат најпрвено дожд, на планините од снег, па така поради падот на температурите во текот на ноќта и утре и на некои пониски места ќе поминат во снег, особено на запад и на север, со што на некои места ќе дојде до формирање на потенка снежна покривка, додека на планините истата ќе се зголемува. Само што навикнавме на топлото. Така. Колку време ќе трае ова нагла промена? Многу ќе влијае врз повеќето од легењата, особено врз метеопатите, значи појава на главоболки по време на нервоза и така. Сето ова ќе биде проследено со засилен ветер од северен правец, кој на некои места ќе достигнува над 70 км на час. Славчо, до кога ќе не држи студиото? Па не, среда ќе биде најстудена, преку ден со максимални дневни температури од минус 5 до 5 некаде. Во четврток ќе биде особено студено наутро, со минимални температури од минус 12 до минус 2. А во сите овие студени денови имаме и континуирани врнежи од дожд? Не. Веќе ќе придат во снег? Значи, утре и задутре само локално слабо провалување на снег има, додека веќе од четврток па натаму очекуваме претежно суво време и со постепен пораст на температурите, особено на максималните. Значи тоа истот нема се да потрае многу долго. Значи следниве неколку денови повторно многу топлата облека да ја вратиме назад, па веќе веројатно ќе се стоплиме. Некоја дополнителна информација што вреди да се спомена? Уште на возачите да им препорачаме доколку овие денови патуваат, особено низ планинските превози, со оглед на тоа дека ќе имаме многу ниски температури, ќе има и појава на голомназица, па така да бидат крајно предпазливи. Тоа беше Славчо Поповски, човекот кој што никогаш не греши, или да бидеме поскромни, ретко греши со времето, да. Се информиравме детално за какви денови, какви температури не очекуваат овде. Јас и ја направиме пауза, се враќаме околу 15 и 20 часа.